После подолг период, древното светилиште Лешочкиот манастир материјално се надоградува. На местото на помошните простории на западната страна од комплексот, денес беа поставени темели за изградба на нов конак. И кога сакале во историјата, и кога сакаа не толку одамна да го замолчат овој гордо исправен сведок на нашата вера и ова вековно прибежиште на нашиот благочестив народ, сакале тоа да го направат, за да го уништат сведоштвото на нашата вистина. Но не успеа, зашто и урнатиот камен и затрупаните темели сведочеа, а еве и ново изграденото ќе продолжи да сведочи. Се работи за објект кој ќе има повеќе намени, а ќе биде добра основа за враќање на монаштвото во ова светилиште. Од Лешочкиот манастир додадоа дека во меѓувреме се работи на конзервација на црквата Света Богородица, но и реконструкција на стариот конак во склоп на манастирот. Ќе се зајакне капацитетот на манастирот за прием на гости, евентуално со Божја помош понатаму и за формирање на монашка заедница. Истовремено одити реконструкцијата на стариот конак со средства на Заводот за заштита на културни споменици и реконструкцијата на старата Богородична црква. Црквата Света Богородица со години прокиснуваше, а фреските се ронија. Стариот конак пак беше оставен на забот на времето. Свештениците велија дека немаат право да интервенираат, затоа што се работи за културно наследство. Од Министерството за култура пак се правдаа дека и за двата објекти се одвојуваат пари, но според приоритет. Архиепископот Стефан се надева дека во иднина на државата приоритет ќе бидат културно-историските споменици, од кои голем дел од нив се оставени во заборав. Ќе продолжат со потребна грижа кон сите сакрални објекти и предмети кои се дел од културното и духовно наследство на македонските простори. Впрочем, исто со истата доследност како што тоа се прави и за други прашања. На забот на времето оставени и црквата Свети Атанасий над патот кон село Брезно, која е исто така заштитена со закон и е во состав на Лешочкиот манастир. Зидовите се еронирани, подот речиси го нема, а внатре нема никакво црковно обележје. За сега тука не се одвиваат никакви активности за нејзина заштита.